Македонскиот театар загуби уште една маркантна личност. На 53 годишна возраст денес почина режисерот Златко Славенски. Веста за неговата ненајдена смрт ја потврдија од факултетот за драмски уметности, каде што Славенски беше професор и шеф на катедрата за театарска режија. На Славенски му се слушило додека им држал предавање на неговите студенти. Очевидци за 1 ТВ раскажаа дека со возило на брза помош Славенски бил донесен во ургентен центар околу 14 часот. Присутна била неговата сопруга, актерката Искра Ветерова, заедно со уште неколку актери и негови колеги. По 1 час докторите констатирале смрт, а најверојатно причината била инфаркт. Славенски секогаш беше интересен соговорник, а неговото последно гостување за 1 ТВ беше минатата година. Во нашето студио тој говореше на повеќе теми, меѓу нив и за политиката како сериозно занимање. Истакна дека од политиката граѓаните заборавиле на уметност. Малце сме нефер, зашто мислам дека и други професии се до гуша влезени, за преживеат веројатно, какви беа времињава, нели? Меѓутоа, од друга страна, кај уметникот некако мора да има и некоја веројатно одговорност поинака. Тоа е една, кај теоретичарите многу измешана една цела проблематика, дали уметникот, естетиката и етиката идат рака под рака, дали моралноста и убавото во уметноста треба да се имат знак равенство. Има многу тези и контратези однос на тоа. Славенски подеднакво поставуваше и класици и современи автори, а имаше посебен афинитет кон примената на современата технологија и квантната физика во театарот. Негови представи се Амадеум, Розенкранц и Гилдестерн се мртви, Папогод на светот, Будење, Соларис, Кавказски круг со креда, Сината птица.